Променливото време во изминатиот период не направи поголеми штети на есенските и пролетните посеви. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството велат дека штетите не се големи поради неинтензивните врнежи. Почвата имала можност да ја впие влагата поради повремените сончеви периоди. Луцерката е најпогодена поради неможноста да се собере. Останатите есенски посеви немаат претрпено поголеми штети. Еден дел од есенските посеви кои што ги констатиравме ние на терен се настанати штети кај фуражните култури, посебно кај луцерката која што беше веќе во фаза на косење, така да земјоделците еден дел кој што успеа да извршат првиот откос да го извршат, не успеа на време да го соберат заради присуството на влага и недоволно исушеното сено. Меѓутоа, имаше неколку дена ретроактивно назад, ако се вратиме, сончеви денови, така да некои успеа и да спасат од посевите. Се мисли на луцерката. Пченицата е во добра кондициона состојба од есенските култури, е во фаза на класање и дождовите се добро дојдени за пченицата. Меѓутоа, ако синоптичарите предвидуваат повторно обилни дождови, само да не бидат пропратени со силни ветришта, тогаш би можело да се очекува некои несакани последици по посевите од пшеница да полегне, затоа што самиот клас веќе натежнува и од дождот и од ветриштата може да настане полегнување на посевот и да настанат штети кога ќе достигне пшеницата фаза на технолошка зрелост или во фаза на кога треба да се извршат жетвените активности. Земјоделците не успеа да ги посеат пролетните култури поради променливото време и непристапните почви, но од агенцијата велат дека задоцнетите сеидби нема да направат поголеми проблеми. Добар дел на земјоделците не успеа заради неприступачност на теренот од преголемата количина на влага која што беше присутна во почвите. Тракторите заглавуваја и не можеше да се изврши квалитетно основна обработка на почвата и нормално и сетва на пролетните култури. Од моменталната состојба што ја утврдивме на терен, заклучиме дека од пролетните култури кои што беа порано засејани како што е од окопните култури компирот е во добра кондициона состојба и компирот, меѓутоа се очекува стравувања да во недела веќе се очекува температури над 25 степени Целзиусови и таа преголема количина на влага која што е присутна во почвата може да настане несакани последици, односно да страда компирот од пламењача и други окопни култури кои што како што е пиперот и домотот ако е веќе расаден на отворено. Во принцип закаснувањето на сетвените работи од 10 до 15 дена не настанува никаква штета во наредниот период во колку бидат благопријатни климатските услови во тамошниот период. Најголеми поплаки има од одгледувачите на пчелите. Маслодајната репка била зафатена од обилни дождови и тие не успеале да ја направат првата паша. Во овој период имаат поволни услови да ја завршат втората паша.